Тумори и малигни заболувања на долниот уринарен тракт е темата за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Наш и ваш гостин оваа вечер, доктор Горан Јович, хирург-уролог од специјалната болница Филип II. Докторе, добре дојдовте уште еднаш во емисијата Живе и здраво во К1 телевизија. Добро е нашо, ви благодарам на поканата. Така. Да ги запознаеме гледачите со анатомските делови на уринарниот тракт. Да, на долниот уринарен тракт. Значи, деловите од долниот уринарен тракт, тоа е мочниот меур. Под мочниот меур се наоѓа простатната жлезда. Покрај незе се и двете семинални везикули. Тоа се мали жлездички кои се наоѓаат покрај простатната жлезда. Низ самата простатна жлезда поминува мочниот канал уретерот, тоа е изводниот мочен канал, и пенисот и тестисите. Так. Што е битно? Темата вечерва ни е, нели, тумори на долен уринарен тракт. Значи, на сите овие делови, сегменти кои ги набројав, може да се појави тумор, малигно заболување на секој од овие делови. Така да, можеме да почнеме да одиме поред. Така, кои се најчести тумори кои можат да се појават врз мочниот меур и која е симптоматологијата? Така, значи во мочниот меур. Во мочниот меур најчест тумор кој се појавува, тоа е туморот кој се појавува на преодниот епител во мочниот меур, стручно наречен transitional cell карцином, или папилом, да кажеме. Тоа е една формација која се појавува на самата слузница во мочниот меур. Симптоматологијата, тоа е најболниот проблем во ова целото, затоа што практично да скоро симптоматологија и нема. Значи, не боли. Не ни дава некои посебни симптоми. Првиот симптом кој може и се појавува, тоа е појава на крв во урината. И добро е да ова го слушнат гледачите, бидејќи овој симптом не треба да се занемарува. Секогаш пациентите при појава на крв во урината знаат да го поврзат со некој воспалителен процес, знаат да го поврзат со боја од храна која ја зимале претходниот ден, па ќе каже, аха, ја вчера јадев цвекло или пиев некое вино или пиев некој сок и така, потоа ми се обојила урината. Но ради оваа предострожност и предпазливост, секогаш кој ќе се примети промена на боја на урината, пациентот би требало да се јави на лекар. И оттаму да почне со испитувањата. Бидејќи многу е битно да туморот, појавата на тумор во мочен меур се фане во почеток. Бидејќи најчесто туморите во мочниот меур почнуваат од самата слузница површински и растат према внатрешноста. Значи, тоа е као има буквално, кога ќе го видиме внатре цистоскопски, туморот има свое стебло и се грана.
Pri cistoskopија, а cistoskopија je метода со апарат со кој се влегува во мочниот меур преку мочниот канал од надвор, мочниот меур се исполнува со течност, со физиолошки раствор и внатре се гледа. Значи, они буквално изгледаат како корали. Бидејќи се гледа као под вода, нежни корали со нишки кои одат према внатрешноста, према луменот на мочниот меур. И они се прикрепени за самата сузница. Затоа е битно е раното откривање на овој тип на тумори во мочниот меур. Бидејќи и нивното лекување, тогаш, да не кажем, е малтене 100% излечиво. Бидејќи, ако се дозволи да продолжи процесот и да продолжи развивањето на туморот во мочниот меур, ќе пробие низ сузница, се инфилтрира во зидот, во мускулниот слој од мочниот меур, бидејќи мочниот меур, да се вратиме пак на анатомијата, на почетокот сега, имаме делови од мочниот меур. Мочниот меур има 3 слоја од зидот. Имаме сузница, имаме мускулен слој и серозен, оној надворешен слој. Ако туморот пробие и се инфилтрира во зидот од мочниот меур, веќе начинот на лекување се разликува од претходно. Бидејќи со самото докажување на инфилтрација на туморот во зидот од мочниот меур, веќе мораме да размислуваме и за комплетно отстранување на мочниот меур. Так. За разлика, ако го фанеме туморот во претходната фаза, кога е на ниво само површински на сузница, тогаш имаме оперативно лекување, но ова оперативно лекување е ендоскопски. Ајде сега да одиме поред. Само, докторе, ако може, Да. колку е честа појавата на тумор на мочниот меур, еве, од вашето лично искуство и вашето работење долгогодишно? Па, честа е појавата. Кои се ризичните групи? Ајде да ги спомнеме прво ризичните групи кај пациентите. Значи, во ризични групи, процентуално, кај луѓе кај кои се појавува мочниот меур, ако да не спомнеме генетиката сега, или предиспозицијата за појавување на мочен меур, во ризични групи ни спаѓаат работниците кои работат во нафтена индустрија, кои работат со испарливи материи, луѓе кои работат на бензински пумпи, луѓе кои работат во рафинерии, каде што ги вдишуваат овие токсични материи. Потоа луѓе кои работат во чеварска индустрија или луѓе кои работат со вдишување на оние пари од лепаци. И доста во овие ризични групи спаѓа и ризичната група на пушачите, страсни пушачи. Так. Така да, према ова сето, знаеме дека пушачите се огромна една група од пациентите, тогаш значи дека и степенот и ризикот на добивање на тумор во мочен меур да е висока. Така. Дали пациентите најчесто доаѓаат кога се во рана фаза или пак веќе по подоцнежна фаза? Па видите, во последно време добро е што имаме оваков тип на емисии. Така, за подигнување на свеста кај... И ова е и целта, фактички, и на оваа емисија, еве, конкретно вечерва, за да поразговараме малку, едноставно да ги иницираме луѓето да се јавуваат при појава на првите симптоми на лекар. Да не чекаат. Так. Да не чекаат да им се провлекува ова со години. Затоа што може да се случи, да имаме хематурија, значи да имаме појава на крв во урината, па после долг период да нема никаков симптом. Па повторно се појави, па пак да нема симптом. Сега
Тоа е тој период во кој пациентот обавезно треба да се јави на лекар. Сето ова може да го иницира и кога ќе се јави на лекар на еден обичен преглед, обична лабораторија. Се земе седимент на урина и внатре имаме примеси на еритроцити. Веќе тоа треба да ни биде иницијална каписва за да пациентот понатаму продолжи со понатамошните испитувања и доаѓање до диагноза. Значи, да земеме сега постапката. Пациентот се јавува на лекар, се иницира понатамошни испитувања, доаѓа кај својот, се јавува кај својот уролог, се прави еден ехо преглед, ултразвук на полн мочен меур, каде што може да се приметат и видат нерамнини на ѕидот на мочниот меур. Веќе тоа ќе ни биде следна индикација за понатамошно испитување да се направи цистоскопија. Да ја објасниме цистоскопија. Така, дали е тоа болна процедура, колку време трае? Така, цистоскопијата во нашата установа се работи во една лесна, потенцирана анестезија и е безболна метода. Значи, кога ќе се спомне цистоскопија, обично пациентите бегаат од овој тип на диагностика, бидејќи мислат дека е инвазивна, дека е болна и ја избегнуваат. И поради тоа и закаснуваме со диагнозата. Но морам да напомнам дека во нашата установа цистоскопијата се прави во потенцирана анестезија, е безболна метода, со која се гледа, се влегува со апарат, како што спомнав претходно, низ каналот во мочниот меур и се гледа од внатре внатрешноста во мочниот меур. Тука зголемувањето некаде ни е оптиката и до 10 пати, така да можеме да ја видиме и најмалата и најситна промена во мочниот меур, па дури ако имаме и сомнително место на ѕидот од мочниот меур, да земеме парченце, да земеме биопсија од мочниот меур, која ќе ни покаже дали случајно имаме појава на малигни клетки. Така. Само сакам да прашам уште една работа. Дали појавувањето на крв во урината и дефинитивно значи дека има тумор во мочниот меур или може и од нешто друго да биде предизвикан? Не, одлично прашање. Значи, не секогаш треба да се гледа црно на ова целото. Ја реков, ова само треба да ни иницира да одиме на преглед. А таму ќе се утврди зошто е појавата на крв. Појавата на крв во урината може да биде од многу други повеќе работи. Може да биде од едно воспаление, инфект во мочниот меур. Може да биде од присуство на камчиња во уринарниот тракт. Крварењето може да биде од самиот бубрек, па да се слива крв низ мочните канали, да дојдат во мочниот меур, па да се, да имаме повторно примеси на крв во урината. Може да биде крварењето од тумори на бубрек, може да биде крварењето од воспалителни процеси или некои други заболувања во бубрек или во мочните канали. Значи не мора да биде само од долниот уринарен тракт, за кој вечерва зборуваме. Но во секој случај, при појава на крв во урината, пациентот треба да се јави на лекар. А не да го занемарува овој симптом. Бидејќи најчесто хематуријата, појавата на крв во урината, при тумори е безболна. Нема болка. А тоа е него иницира, него тера пациентот да се јави на лекар. Кај нас се уште она сваќање да треба нешто да не боли, да не заболи, па да отидеме и се јавиме на лекар. Сега стигнавме до цистоскопијата. Така. Утврдуваме дека имаме појава на тумор во мочен меур. Начинот на лекување. Следна фаза е оперативното лекување или се прави трансуретрална ресекција на туморот на мочниот меур.
Што значи тоа во буквален превод. Трансуретрална ресекција, тоа е со апарат, ресектоскоп, се влегува исто така ендоскопски преку мочниот канал, внатре во мочниот меур и се прави ресекција на туморот во мочниот меур. Со тоа се завршува првата фаза на лекување. Така, потоа Материјалот кој го имаме и ќе го добиеме од ресекцијата оди на патохистологија за да се види степенот и видот на туморот. самиот тумор, да. Врз основа на тоа ни следи понатамошното лекување на пациентот. Доколку имаме појава на стадиуми, имаме стадиум 1, стадиум 2 и така ни е класифициран туморот во мочниот меур, нели? Доколку немаме пробив во мускулатурата, во мускулниот дел од мочниот меур, со тоа лекувањето буквално во овој период е завршено. Пациентот не оди понатаму немаме хемотерапија, него имаме следење на болеста. Што значи тоа? Најмалку 3 до 4 цистоскопии во текот на првата, втората и третата година од оперативното лекување. Тоа значи да, доколку се појави рецидив, повторна промена, да истата се фане во една рана фаза и повторно се изресецира. Во овој дел морам да спомнам дека пациентите одма постоперативно добиваат на интравезикално, значи со вметнување на лек во мочниот меур, одма постоперативно средство кое ќе делува да се спречи повторна појава на туморот. Тоа се дава еднократно, одма после самата интервенција, во првите часови после оперативното лекување. Понатаму може да следи за појачување на имунитетот на мочниот меур и уфрвање на БСЖ вакцина во мочниот меур по шема. Значи, пациентот постоперативно доаѓа кај урологот, се вметнува тенко катетерче и преку него се уфрва оваа БСЖ вакцина во мочниот меур. Со тоа се смета дека самиот имунитет во мочниот меур ќе се појача и со ова се спречуваат нова појава на рецидивите. Но ова веќе е одлука на самиот доктор кој го води овој процес, дали ќе се даде таа БСЖ вакцина, кога треба да се даде и така. Така, се е тоа индивидуално од самиот пациент. Битно е тука да во овој дел и во оваа рана фаза на фаќање на туморот на мочниот меур, немаме хемотерапија, немаме зрачење и така. За разлика, морам да спомнам сега другата фаза. Ако веќе имаме пробив во мускулатурата, тогаш типот на лекување потполно се разликува од овој до сега кој го спомнав, до сега за тоа што зборувавме, веќе тоа е по-долг и по-тежок процес. Бидејќи ако имаме пробив во самата мускулатура, тогаш веќе се одлучува за комплетно вадење на мочниот меур, правење на неовезика, нов мочен меур од тенко црево и тогаш имаме деривација и извод на урината или надворешно на кеса или доле
да кажеме, да се тој нов мочен меур направен од тенко црево се припојува на мочниот канал, па да пациентот отприлика мокри на некој си природен начин. Но веќе овој тип на лекување е многу посложен и потежок. И затоа е битно да туморите во мочниот меур се фанат во оваа рана фаза. Така. Докторе, малигните заболувања на простатата се малку поголема и поширока тема. Јас предлагам за оваа тема да направиме ново издание на емисијата, се разбира, во која вие ќе ни гостувате. Ја прескокнуваме простатата и продолжуваме со малигни тумори на тестиси и на пенис. Ајде да проговориме малку и за овој проблем. Така. Точно. Карциномот на простата, за карциномот на простата има доста да се зборува и за неговата диагностика и за неговото лекување, така да потпуно се сложувам со вас дека тоа ќе оди во една друга посебна емисија, која ќе ја посветиме точно само на малигното заболување на простатата. Одиме понатаму со појава на туморите на тестисите. Колку е честа? Така, колку е честа? Да. Честа појава. Честа. Така, и на што се должи тоа? Поготово се појавува кај младата популација. Значи се појавува кај млади луѓе. На што се должи? Тука пак е една, да кажеме, тема која би ја поврзале со генетиката, зрачењата, типот на исхрана и сето она кое не обкружува, али не можеме да кажеме точно зошто се појавува, нели? И ова, кога би го знаеле причинителот на појавување, тогаш би го спречиле тоа и нема да дозволиме и да се појави туморот на тестисот. Што е битно да треба да знаат, поготово од помладата популација и така, симптомот. Симптомот може да оди исто така асимптоматски, значи без симптоми, без болка, нешто што нема да го иницира пациентот да отиде на преглед. Но овде е многу битен само прегледот на пациентот. На тој начин и се открива, така? На тој начин, па да, на тој начин и се открива. Ништо друго него нема да го иницира да се јави на лекар ако нешто не примети некоја промена. Ова е исто како што се пропагираше и ова за рано откривање на карцином на дојка, па само преглед на дојките, така. Ова е потполно истото за само преглед на тестисите. Значи, било каква промена, зголемување на тестисот, оток, тврдина, пациентот треба да се јави на лекар. Тоа е она основното кое него ќе го иницира да отиде да се појави на лекар. Значи, доволно е да се пипне. Тестисите се достапни за само преглед и пациентот лесно може да ја примети промената. Значи, појава на било каква тврдина, избочување, зрнце во самиот тестис, би требало пациентот да се обрати на лекар. Значи не треба да се занемарува никаква промена? Не. Добро, доаѓа пациентот кај својот уролог и каква е поставката? Поставката прво имаме палпаторно се пипа тестисот, потоа имаме ехопреглед и на овој ехопреглед може добро да се види и да се измери промената, колкава е димензиите негови, па дури и структурата да се види. Потоа се проверуваат, имаме туморски маркери, кои се проверуваат нормално со едно обично земање на крв и магнетна резонанца. Врз основа на овие испитувања и резултатите од овие испитувања одлучуваме
за понатамошното лекување. Во главном, понатамошното лекување е оперативно, со отстранување на тестисот со семената врпца. И овде исто е многу битно раното откривање на туморот во тестисот. Бидејќи знаат да бидат и текако инвазивни, со брзо нивно развивање, а ако веќе дојде до појава на метастази во лимфни јазли, тогаш лекувањето е многу покомплексно, доколку се фане туморот во тестисот во на почетна фаза, кога е ограничен во самиот тестис и фактички со самото отстранување на тестисот и понатамошна диагноза веќе сега кога имаме, тогаш би ја имале правата диагноза, откако ќе се отстрани тестисот комплет со неговата врпца, значи во која се содржи сперматоводот, крвните садови и така, тогаш би можеле да зборуваме за едно негово малтене потполно излекување и продолжување кога ќе имаме диагноза. Значи, комплетното кој ќе се отстрани органот, оди повторно на патохистологија. Веќе наодот од патологот, тогаш имаме правата диагноза. Го имаме типот на туморот и врз основа на ова ни следи понатамошно лекување. Најчесто се неколку кури хемотерапија, со тоа се завршува лекувањето и пациентите се 100% излекувани. Така. Значи, ова е многу битно да морам да спомнам. Иако е со висок степен на малигнитет туморот на тестис, битна е фазата во која е он отстранет. Тогаш имаме комплетен успех кај пациентот. Како ни тече постапката? Така. Значи, никогаш не треба да се гледа црно на ова. Кога ќе дојдеме до диагноза, диагнозата е страшна, нели, ќе кажеме карцином, рак на тестис, сега готово. Со тоа обично пациентите се разочаруваат и им делуе на нивната психа и така, но напротив. Тука треба само да се правилно да се изведе целата постапка, за да пациентот биде 100% излекуван. И понатамошно да нормално живее и има квалитетен живот. Имаме, значи, хируршко лекување, комплетно при појава, нели, и диагноза на тумор на тестис, после тоа следи хируршкото лекување, отстранување на тестисот со семената врпца, стигнува диагнозата од патологот, веќе го имаме кој тип на туморе, врз основа на тоа, потоа следи хемотерапија. Тука морам да напомнам дека пред почетокот на хемотерапијата, обавезно секој пациент и да не побара ова докторот и да не му спомне хирургот да остави сперма во банка. За да се замрзне сперма, кога имаме исправни сперматозоиди, бидејќи хемотерапијата може да ни ја поремети сперматогенезата. За да утре тој пациент има нормален и понатамошен живот. Има нормално, нели, потомство и така. Со завршување на хемотерапијата, која релативно добро ја поднесуваат пациентите, практично
се завршува и лекувањето. Потоа следи во неколку наредни години редовна контрола со компјутерска дијагностика, барем еднаш до два пати во годината, во првите 3 или 4 години од животот, но со тоа е сочуван, прво, сочувано ни е здравјето и пациентот ќе има квалитетен живот. Тука морам да спомнам дека после отстранувањето на тестисот, обично доста тоа страшно делува на пациентот, нели, отстранете орган, хендикеп и така. Во следна фаза, морам да кажем и тоа, дека тоа се прави кај нас и во нашата клиника и воопшто и во нашата земја, може да се постави тестикуларна протеза. Со поставувањето на тестикуларната протеза, оној хендикеп на отсуство на орган, пациентот го нема. Тоа е една одлична имитација на присуство на тестис, така да тоа делува на психата на пациентот. Едноставно му се тргнува од глава дека он е хендикепиран и така. Протезата е верна копија на самиот тестис, така да практично и не делува и прекинува да делува на пациентот онака страшно како што било претходно, а друго и естетски воопшто не се приметува. Така. Во секој случај, раното дијагностицирање е најважната работа и многу полесно може да се лекува, нели? Да. Дали, ако е во почетна фаза, треба да се направат сите овие процедури кои што досега ги споменавте? Ако е рана фаза? Да. Многу битно. Значи, битно е да се дијагностицира. Прво битно е да се дијагностицира, а потоа и одлуката на урологот кога да пристапи кон оперативното лекување и отстранување на тестисот заедно со туморот. Бидејќи ограничениот тумор во тестисот, кога немаме пробив, немаме далечни метастази и така, тогаш веќе можеме да зборуваме за едно 100% излекување на овој тип на тумори. Спомнавме тука една интересна табу тема, која мислам дека многу малку се зборува, а во последниве години е доста честа појавата на малигно заболување на пенисот. Приметив да овие последни години во нашата установа е зголемен процентот на појава на карцином на пенис. Дали тука повторно станува збор за помлада популација или... Не, може да зборуваме веќе и за малку за повозрастни пациенти, но проблемот е што во главно повторно пациентите ни доаѓаат касно. Најверојатно поради срамот од одење на лекар. Прво, оваа промена е видлива. Се гледа. Најчеста локализација е на самиот појава на туморозната формација на самиот гланс на пенисот. Но секогаш кога имаме нешто кое не е вообичаено, пациентот би требало да се јави на лекар. Тоа е проблемот, што пациентите се срамат да се отидат на лекар и да кажат: да, докторе, ја имам некоја промена која би требало да ја погледнете, да видите и тоа. Тоа е само, значи, он треба само да се појави на лекар. Ништо друго. Не да седи дома и да ќути и да живее со ова. Затоа што веќе ако туморозната промена
Прво дава блиски метастази, најчесто во ингвиналните лимфни јазви и така. Веќе начинот на лекување ова е многу посложен и прашање е колку може да се излекува. Тоа што значи, докторе? Што значи? Повторно се враќаме на истото. Да пациентот мора рано да се јави на преглед. Доаѓаме до дијагноза на кој начин? Нормално прво ќе ја погледнеме промената, доколку ни е сомнителна, можеме да земеме парче, биопсија, која понатаму се оди на патохистологија и добиваме одговор од патологот за каква промена се работи. Врз основа на овој наод одлучуваме понатаму за начинот на оперативно лекување. Најчесто, доколку промените се мали, тогаш имаме комплетно нејзино отстранување со сочувување на телото на пенисот и така, но доколку е малку веќе поразвиена промената и така, тогаш може да се веќе да треба да се направи една парцијална пенектомија, значи дел од отстранување на дел од телото на пенисот или една радикална пенектомија при која се отстранува комплетно целиот орган. Но и тука не треба да се гледа црно на сето ова, бидејќи сега постојат и пениелни протези, вградување на пениелни протези и така да на сето ова воопшто не треба да се гледа црно. Значи може и сето ова да се надополни. Во прв момент е битно дека и пациентот му ја сочуваме главата на рамена, нели? Так. А понатаму да следи постапка при која може овој дел да се замени со една протеза. Тоа зависи, повторно ќе повторам, од типот на хируршкото лекување. Колку треба да се отстрани од овој орган. Така, тоа значи колку порано ќе дојдат на лекар, толку подобро се разбира за самите пациенти. Јасно и како. Така. Докторе, јас мислам дека ги исцрпивме темите за вечерва. Останува да ви се заблагодарам за времето кое што го одвоивте и бевте повторно гостин во Живе и здраво во КН. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, тоа беше доктор Горан Јович, хирург-уролог од специјалната болница Филип II. Ве поздравувам и ви закажувам нова средба за 7 дена.